Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Општина Теарце ќе добие нова фекална канализација. Министерот Нуредини во посета на Теарце. Тетовецот Дино Блажевски, како основач на иницијативата Кале срцето на градот, ги презентираше идејните решенија за калето. Тетекс триумфираше со 0:1 против Црнобуки на меморијален фудбалски надпревар во чест на Трајан Кочишки Кулјата. Општина Теарце ќе добие нова фекална канализација. Канализационата мрежа ќе опфати 26 улици. Проектот е финансиран од Министерството за животна средина и просторно планирање, а се очекува да биде завршен најдоцна до 2023 година. Тетовското село Теарце ќе добие нова фекална канализација. Со изградба на фекалната канализација за ова населено место ќе се надминат ефектите од постојните проблеми кои што се резултат на лошите услови предизвикани од непостоењето на систем за одведување на комуналните отпадни води. Со овој проект се предвидува изградба на канализациона мрежа на 26 улици. Вкупната должина пак на канализационата мрежа за сите 26 краци изнесува околу 11.700 метри. Денес му дојде крајот на едно барање од сите граѓани во врска со канализација. И што значи тоа? Тоа значи дека општина Теарце ќе продолжува во континуитет за сите населени места за подобрување на инфраструктура во општина Теарце. Започнавме со проектот кој што е неопходен за жителите. Ова е почеток на проектот во должина од 11 километри во селото Теарце. Во иднина очекуваме да продолжиме со работа во други села и општини. Проектот е финансиран од Министерството за животна средина во соработка со општината Теарце. Од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање за реализација на овој проект се обезбедени финансиски средства во висина од приближно 52 милиони денари. Проектот се очекува да биде завршен во рок од 33 месеци, односно најдоцна до 2023 година. Жителите на Теарце треба да имаат функционален систем за одведување на отпадни води, со што ќе се заштитат и подземните води, бунарите и генерално животната средина. Тетовецот Дино Блажевски, како основач на иницијативата Кале срцето на градот, синоќа ги изнесе предлог компјутерските нацрти од замислените идеи за внатрешниот изглед на објектите на Тетовското Кале пред граѓаните. Киносала, сцена за музички настапи во еден дел и простор за изведби на театарски представи во друг дел. Вака го замислува изгледот на еден од објектите на Тетовското Кале, тетовецот Дино Блажевски, кој е основачот на иницијативата Кале срцето на градот, чија цел е реставрација на калето и негово унапредување во значаен центар за граѓаните од повеќе аспекти. На презентацијата која Блажевски синоќа ја одржа на калето, беа изнесени предлог компјутерски нацрти од неговите замислени идеи за внатрешниот изглед на објектите. Во тоа влегува изградба на музеј за културна намена, каде едниот објект би станал и галерија за изложба на уметнички дела. Иницијативата Кале срцето на градот е автохтона, можам да кажам, иницијатива тетовска, која има за цел да доведе до ревитализација на Тетовското Кале и унапредување на калето како еден културен центар. Оно што во моментов се работи, оно што беше сега презентирано пред луѓето кои беа присутни, беше визуализација на досегашната работа и идејното решение на иницијативата Кале срцето на градот во однос на изгледот на двата објекти кои беа опфатени во проектната рамка и во однос на тоа како би изгледале тие идни објекти кои би се користеле за културни настани и културни намени. Она што беше презентирано беше во делот на илустрација на просториите кои се наоѓаат тука, кои се во зачувана и добра состојба и кои реално имаат голема шанса да за брзо време прераснат во културни простори. Она што во периодот што следи, тоа е изготвување на генерална политика на оваа иницијатива која
во иднина треба да се лобира во Министерството за култура, но и во политичките партии, затоа што за иден успех на оваа иницијатива дефинитивно, особено зборувам за овој дел од државата, мора да постои политичка волја за решавање или за реализација на таков проблем и на таква иницијатива. На презентацијата присутните дискутираа и за зачувувањето на автентичноста на камените ѕидини на Калето. Следните средби со заинтересираните граѓани се најавени за 11, 12 и 13 август по празниците. Кале срцето на градот е иницијатива која е од отворен карактер и може кој што е заинтересиран да ја поддржи. По петти пат резервните офицери од Тетово го освојуваат врвот Љуботен. Изминатиот викенд тие го реализираа традиционалниот кондиционен марш. Искачувањето е посветено на 30 години од независноста на Македонија. Резервните офицери од Тетово во саботата го искачија врвот Љуботен како дел од нивните традиционални активности. Овој кондиционен марш го посветија на 30 години независност на Македонија според одлуката на извршниот одбор. Искачувањето се одлучило да биде дводневно. Повикани биле 10 резервни офицери, подофицери и воени обврзници од Тетовскиот и Вратничкиот крај. Активноста беше поддржана и од извршниот одбор на Организацијата на резервни офицери на Република Северна Македонија. На истата учествуваа и председателот на организацијата доктор Гоце Георгиев, подпредседателот Љупчо Вуксанов, представникот од Министерство за одбрана и член на извршниот одбор на организацијата доктор Тони Петрески и вработениот во стручната служба на организацијата Јован Букрески. Вклучени беа и офицерите од Тетово кои извршија кондиционен марш на потегот Старо село Планинарски дом Љуботен. Резервниот поручник Зоран Кировски одржа кратко предавање во Старо село на тема ориентација на земјиште и движење по азимут. Организиран беше и состанок со кој раководеше председателот на организацијата од Тетово магистар Радислав Коруновски. Формирана беше и база со логистичка поддршка. Екипата постави шатор на врвот на Љуботен и таму ги споделија меѓусебните искуства и знаења. Во продолжение деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Во текот на вчерашниот ден на 3 лица од Тетово и 3 лица од Гостивар изготвени им се соодветни поднесоци за неносење заштита на лицето. На 24 јули во секторот за внатрешни работи Тетово било пријавено дека на автопатот Тетово-Скопје настанал пожар во патничко возило со тетовски регистарски ознаки во движење, кој го управувал 34 годишникот Тетовска Стримница. Нема повредени лица од страна на територијалната противпожарна единица Тетово, пожарот бил изгаснат. Вчера во 12 часот во СВР Тетово, 60 годишникот Тетовска Мала Речица пријавил дека околу 11 часот во дворот од семејната куќа тој и неговата 28 годишна ќерка биле физички нападнати од неговиот братучет на 71 годишна возраст. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот, пошто ќе следи соодветен поднесок. Вчера околу 14 часот во СВР Тетово било пријавено дека на улица Балиндолска во Гостивар залутано зрно паднало на скалите пред влезот од куќата, сопственост на 56 годишникот Гостивар. Нема повредени лица ниту оштетувања. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 10 до 12 часот и 30 минути извршиле претрес во домот и помошните простории на 37 годишникот Тетово. При претресот реализиран со судска наредба пронајдени се 3 лаптоп компјутери, 1 мобилен телефон и 3 полначи за компјутерите кои се фотодокументирани и подигнати за вештачење. Пронајдената техничка опрема 37 годишникот ја користел за незаконско продавање на интернет ТВ програми на заинтересирани стотина корисници, на кои за услугата им наплаќал од 70 до 100 евра годишно. Тој е лишен од слобода и задржан во полициската станица Тетово. По целосно расчистување и документирање на случајот ќе му биде изготвен поднесок за сторено кривично дело, повреда на авторски и сродни права. Вчера околу 16 часот пак полициски службеници на оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 31 годишник од село во Гостиварско, кој се сомничи дека во текот на изминатите 2 месеци во повеќе наврати од куќата на неговиот татко одзел златен накит во вкупна вредност од 50 до 60.000 евра. Златото било собственост на неговата сестра, а тој го продавал на други лица, додека кражбата во 15 часот вчера ја пријавил таткото. По документирање на случајот ќе следува соодветна пријава.
Вчера исто така во 17 часот и 30 минути полициски службеници на оделението за внатрешни работи Гостивар со судска наредба привеле 48 годишник од Гостиварско калиште, осуден на затворска казна за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Приведениот е спроведен во КПУ затвор Тетово за издржување на затворската казна. Тетекс триумфираше со 0:1 против Црнобуки на меморијален фудбалски надпревар во чести спомен на Трајан Кочишки Кулјата, кој се одигра во село Црнобуки. Предходно делегација на ФК Тетекс положи свежо цвеќе на гробното место на Кочишки. Се заблагодарам на екипата на ФК Тетекс од Тетово за учеството на овој меморијален надпревар во чест и спомен на Трајан Кочишки Кулја, кој беше долгогодишен комесар за безбедност на клубот и мој татко. Јас сум председател на фудбалскиот клуб Црнобуки. Најпрво да кажам дека ова за мене лично е голем настан, во чест и спомен на татко ми, но и голем настан за фудбалскиот клуб, бидејќи преку овај меморијален надпревар успеаваме да го промовираме нашиот клуб и да го издигнеме на едно повисоко ниво. Ова е практично трет надпревар. Првиот надпревар се одигра со нашиот братски тим, најстариот македонски клуб исто Тетово, ФК Љуботен, кој беше неформален. И 2019 година одигравме надпревар тука меѓу ветерани на ФК Црнобуки и пријатели на клубот и на фамилијата Кулја, истакнати македонски фудбалски имиња и ветераните на ФК Партизан од Београд, предводени од Ушке Вучичевиќ, Милан Стојановски, меѓу кои настапија и нашите македонци, легендата Вујодин Станојковиќ, Гоце Христов, Маријан Герасимовски и Аце Стојков. Денес посебно сум среќен и драг што ни беше гостин една екипа како Тетекс. Знаеме кој и што значи екипата на Тетекс од Тетово на мапата на македонскиот фудбал, а порано и во поранешна Југославија, кој беше еден од најдобро организираните клубови во Македонија, сметам после Вардар и Пелистер, секако. Пред се голема е честа кога ќе бидете повикани на еден меморијален надпревар. Секако, како што и домакините нагласија, првиот меморијален надпревар беше против Партизан, вториот е против Тетекс. Тоа дава една тежина, едни големи клубови со историја, тоа се кои оставиле силен впечат во бивша Југославија и за нас е чест. Може би за некој чудно, но кога ќе бидете повикани на таков надпревар не можете да не одговорите, затоа што брендот Тетекс е навистина ценет и тоа го докажува еден ваков надпревар. Благодарност за домакините, прекрасна организација и иако се надпреваруваат во третата лига, покажа еден навистина професионален однос од самиот почеток на организацијата, договарањето, надпреварот и после надпреварот сме поканети на една ревијална вечера. Околу надпревар би кажал дека припремен период, топло време, тешки нозе, не можеме да бидеме задоволни во никој случај, затоа што сега ја воигруваме екипата, имаме доста нови играчи, млади играчи. Од залагањето сме задоволни, тешки нозе, како што напомнав, се појавуваат многу грешки, меѓутоа затоа се припремите, затоа имаме месец и половина да се спремиме и да донесеме, да избрусиме екипата до почеток на новата сезона. Женскиот фудбалски клуб Љуботен од Тетово загуби на првиот контролен надпревар во пресрет на новата сезона. Екипата на Тиверија од Струмица беше поуспешна и победи со 3:1. Како почеток на сезона, фаза втора, која се наоѓа нашата екипа, задоволен сум. Љуботен има млада екипа, полек противник ни е сега за сега. Можеме да ги пробаме сите наши играчи, имаме 2 играчи нови од Србија, добиваме на искуство, ние сме млада екипа, вложуваме веќе во искуство, мораме нешто да направиме повеќе. Наши очекувања се биле секогаш највисоки
достигнување. Секогаш се бориме за прво место. До сега не сме успеале да бидеме шампиони. Секогаш 3-4 години сме веќе се втори. Кога гол, кога бот, кога меѓусебен дуел, кога прекин на првенство, така да се надеваме веќе со това искуство што го добиваме. За жал, губиме еден од клучните играчи поради оправдани причини. Нема да биде со нас ова сезона да ни помогне, па за тоа се усмеливме на тој чекор. Јас искрено како председател на женскиот фудбалски клуб Тиверија секако сакам да имаме што повеќе успеси, меѓутоа за мене е најважно фудбалерките пред се да бидат здрави, да немаат повреди, да не се соочуваме со некои поголеми повреди кои ќе им направат проблеми понатаму во животот. Играме против Љуботен, екипата на Љуботен, значи нашата екипа е во втора фаза на подготовка, веќе имаме доста закажани утакмици, ова ни е прв надпревар. Задоволна сум од денешната игра. Имаме и млади играчи, имаме и неколку искусни играчи со кои се надевам дека оваа сезона конечно ќе бидеме прво место и ќе играме до година Лига шампиони. Искрено нашата екипа доста е подготвена за оваа сезона, сите напорно тренираме и би требало да сме уште подобри од минатата сезона. Ова ни е прв надпревар во подготвителнава сезона. Она што го тренираме на тренинг, можам да кажам дека воглавно го спроведовме на терен. Примивме неколку голови од наши грешки, што мислам дека ќе ги коригираме и ќе успееме да ги поправиме во овој период. Надпреварот можам да кажам дека влеговме со доста повредени играчи кои ни се повредија во текот на подготвителниот период, но тука се нашите млади играчи што денеска ме изненадија со нивниот настап, покажаа дека имаат потенцијал за да се надпреваруваат во сениорска конкуренција. Од оваа утакмица беше пријателска утакмица пред се. Задоволна сум како изигравме. Мислам дека можеме уште подобро. Задоволна сум бидејќи имавме многу помлади девојчиња во нашиот тим. Во првиот состав мислам дека изигравме одлично, дека ќе бидеме уште подобри и дека во иднина во лигата ќе напредуваме многу. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!